Во ова издание, председателот Бајден најави дека САД ќе испратат напредни ракетни системи во Украина. Каква моќ и капацитет има ово оружје? Животот продолжува во Молдавија и покрај војната во соседна Украина и внатрешната закана од руските трупи во Транснистрија. Но колку долго може да се одржи статус кво? Љубители по авантури с големен адреналин може да ја испробаат безтежинската состојба без да престојуваат во орбитата. Ќе ви кажам, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Американскиот председател Џо Бајден најави дека ќе обезбеди на Украина понапредни ракетни системи и муниција како дел од напорите на САД да помогнат на украинскиот отпор против руската инвазија која влезе во четвртиот месец. Каков капацитет има ово оружје? Еве ги најновите детали. Бајден во колумна за New York Times напиша дека САД помогнале на Украина со оружје и муниција, со цел да ја зајакнат незината позиција на бојното поле и во мировните преговори со Русија. Неиспровоцираната агресија, бомбардирањето на породилишта и центри за култура и принудното раселување на милиони луѓе ја прават војната во Украина длабок морален проблем, рече Бајден. Одлуката за испраќање по напредно оружје следи по претходно колебање од страна на администрацијата на Бајден. Самиот Бајден во понеделникот рече дека САД нема да испратат ракети, што можат да ја нападнат Русија. Associated Press цитираше високи представници на администрацијата дека новиот пакет оружје вклучува ракети со среден дострел, кои може да патуваат околу 70 километри. Официјалните лица исто така рекоа дека Украина дала гаранции дека незините сили нема да истрелаат ракети на руска територија. Портпаролот на Кремљ Дмитри Песков за новинарите вчера изјави дека Русија има негативен став за испораката на американско оружје во Украина, додавајќи дека тоа не го охрабрува обновувањето на мировните преговори. А тензиите растат и во источниот молдавски регион Транснистрија, де факто сепаратистичка област, додека тамошните власти ја обвинуваат Украина за неодамнешната серија напади врз владени објекти. Киев го негира ова и наблюдувачите предупредуваат дека се зголемува опасноста Русија да ги искористи тие напади како изговор за да отвори нов фронт. Рикардо Маркина известува од главниот град Кишињев. Од другата страна на овој мост е Транснистрија, непризнаена сепаратистичка држава која е де факто независна од конфликтот во 92. Од тогаш на оваа територија има присуство на руска армија, а политиката во регионот е про-Кремљ. Сега, неколку насилни акти во Транснистрија предизвикуваат стравување дека за време на војната во Украина, Русија ќе има изговор да интервенира и на оваа територија или во самата Молдавија. Џорџи Попа се борел против русите 92 кога Молдавија беше ново признаена земја со слаба одбрана. Го освоија Тирасполи и се обидоа да ја освојат цела Молдавија. Едва и можевме да се бориме. Немавме војска, можевме само да се браниме. Успеавме да ги запреме, па дури и ослободиме некои територии. Сега, со напредокот на Русија во Украина и се поблиску до Молдавија, стравувањата дека Москва сака да ја прошири својата војна доминација до далечните делови на незината поранешна империја повеќе не се политичка фикција, велат наблюдувачите. Има две опции. Промена на режимот овде, нешто налик на Белорусија за да стане сојузник на Русија, или вклучувањето на Молдавија во овој голем проект Нова Русија. Аналитичарите велат дека Русија има интерес да ја контролира Молдавија. Тоа не е ново. Иако сме воено неутрална земја, како што вели нашиот устав, руското политичко влијание од секогаш било забележливо на изборите, каде Москва јасно става на знаење кои се нивните фаворити. Додека официјален јазик на Молдавија е романскиот, рускиот јазик го зборува голем дел од населението. Сепак, романската култура коегзистира со рускиот идентитет на земјата. Театрите како Михај Еминеску се обидуваат да ја одржат романската култура и јазик во живот наспроти руската културна доминација. Стравувањата се дека, како што се случи во Источна Украина, Москва ќе ја наведе потребата за одбрана на населението што зборува руски како изговор за напад врз Молдавија. Ми се чини дека јас треба да се прашам за мојот идентитет, а не мојот сосед. Мојот сосед не треба да ми каже која сум. Животот продолжува во Молдавија и покрај војната во соседна Украина и внатрешната закана од руските трупи во Транснистрија.
Но руската инвазија на Украина на 24 февруари го покренува прашањето колку долго ситуацијата може да содржи статус кво. Го свртуваме погледот кон пандемијата на COVID-19, која откри голема разлика меѓу богатите и сиромашните држави, ја истекна зависноста на Африка од остатокот на светот во однос на снабдувањето со вакцини. Сепак, нова иницијатива во Сенегал има за цел да ја намали таа нееднаквост и да го направи континентот понезависен. Сенегал прв пат почна со имунизација на населението во март 2021 година, месеци откако ковид вакцините станаа достапни за Западот. Сенегал и други африкански држави кои зависат од меѓународната заедница за вакцини постојано се соочуваат со недостиг на залихи. Само 11% од африканците се целосно вакцинирани во споредба со 64% во САД и 85% во Обединетото кралство според владините податоци. Но научниците сакаат да го променат тоа. Институтот Пастер во Дакар направи договор со BioNTech за да изгради фабрика за производство на МРНА вакцини. Африка во моментот увезува 99% од сите нејзини вакцини. Новата фабрика треба да се отвори на крајот на годината и да произведува 300 милиони ковид вакцини годишно. Јужна Африка најави слично партнерство со Модерна. Институтот се надева да произведува вакцини не само за следна пандемија, туку и за ендемични болести како сипаници и детска парализа. Стандардите на вистина стануваат се повисоки. Потребни се и висококвалитетни човечки ресурси и вештини. Тоа е нешто што не секогаш лесно се наоѓа во Африка поради новата технологија. Но Дакарскиот институт Пастер веќе произведува вакцини за жолта треска. Научниците таму ги произведуваат со децении. Институтот Пастер има многу искуство во производството на вакцини. Вакцината за жолта треска е развиена и произведена таму. Со оглед на нивната експертиза за развој на вакцини, нема причина зошто не би произвеле друга. Дезинформациите за вакцините против COVID-19 се широко распространети во Африка, додава Бадијане. Па оттаму, вакцините произведени во Африка од африканци би можеле да ги зголемат довербата и бројот на луѓе кои ќе сакаат да се вакцинираат. А за крај на News Flash, компанија од Флорида им овозможува на универзитетите ширум земјата пристап до својот специјално модифициран авион Боинг, каде што тие вршат револуционерно истражување со нулта гравитација. Погледнете. Трагачите по авантури и астронутите може да ја испробаат безтежинската состојба без да мора да одат во орбитата. Тие лебдат, се превртуваат и се бивнуваат како да се во Вселената со овој модифициран авион Боинг. Но околината со нулта гравитација може да биде идеално место за истражување. Истражувачите од Универзитетот во Луисвил експериментирале со замрзната крв во форма на прав, а потоа ја рехидрирале со вода за да ја направат повторно течна. Црвените крвни зрца може да се складираат само 42 дена пред да бидат отфрлени. Значи, главната цел на нашиот проект е да развиеме стабилен крвен производ кој може да се користи во итни ситуации за трансфузија на крв. Клучно за нивното истражување е наблюдувањето како рехидрираните крвни клетки течат во нулта гравитација, што ќе им помогне на астронутите и на другите во случај на итни медицински состојби. Еден начин да се направи тоа е да се качите на истражувачки авион кој може да создаде кратки периоди на нулта гравитација доволно долги за да се направат овие првични определби. Овој истражувачки тим истражува начини да заштети ракетно гориво со експериментите на Zero G. Ние развиваме нова технологија која би ја заштедила масата на гориво за повеќе од 50%. Можноста да се зачува ракетното гориво наместо да се согорува кога се пренесува ќе им овозможи на ракетите да одат понатаму во Вселената и да останат таму подолго. Иако околината со нулта гравитација може да биде забавна, таа е и место за научни откритија кои еден ден може да спасат животи. Го гледавте News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Пријатна вечер, се гледам утре.